Здруженијето Сплотени срца од Штип денес уште еднаш побара 1% од општинскиот буџет да биде наменет за изградба на регионален рехабилитационен центар. Првичните калкулации покажуваат дека за отварање на ваков центар што ќе може да згрижи околу 100 лица би требало да се издвојат околу 110.000 евра. Покрај општината, пари може да се обезбедат од ресорното министерство и од европските фондови. 1% од локалниот буџет за лицата со посебни потреби, кои што би се искористиле за обука на актуелните кадри, вовотување на нови кадри и се разбива многу битна работа што ја баваме веќе со години, регионален центар рехабилитацијски, значи не само за сместување, туку за рехабилитација, социјализација и веќе вклучување на овие деца во ова општество. За ова барање на невладината Сплотени срца, градоначалникот Бочварски состав. Во наредниот период ќе се прави анализа за да се утврди дали буџетот на општина Штип може да одговори на овие барања. Во наредниот период ќе го создаваме буџетот за 2018 година. Јас ќе остварам уште една средба со нив да видам прво кои се можностите на општинскиот буџет и ќе разговарам со нивното здружение за да со нив заедно договориме што е она кое што ние можеме да го одвоиме и дали е тоа доволно кое што ќе го одвоиме, и затоа не сакам сега да калкулирам со бројки, меѓутоа максимум што можеме ќе одвоиме заради потребите на оваа категорија на ова здружение. Денес во рамки на одбележување на 8 ноември на платото пред ректоратот во Штипско Новосело се одржа музички хепенинг посветен за лицата со посебни потреби. Свое учество зеде и штипскиот пеач Зоран Илиев, добитник на 8 ноемвриско признание. Ветувам на сите граѓани на градот Штип дека секогаш ќе бидам овде за сите деца, за сите што имаат потреба од таква помош. Од општината најавија дека денешниот хепенинг ќе прерасне во традиционален настан.